Почитувани, СДС и покрај нашите укажувања повторно не се откажува од зголемувањето на даноците. СДС со зголемувањето на даноците директно задира во джепот на граѓаните и ги брка странските инвеститори. Економијата не смее да трпи заради незнаењето и неспособноста на Социјалдемократскиот сојуз. Зголемувањето на даноците, според планот на Тевдовски и СДС, од 10 на 18%, значи крах на економскиот и финансискиот систем во Република Македонија. Очигледно е дека СДС не ја научи лекцијата на зголемување на даноци, имајќи ги во предвид неколкуте неуспешни обиди од пред 2006 година за зголемување на данокот на 15, 18 и 24%, која втурнаа државата во пропаст. Со зголемувањето на даноци, всушност ке царува даночната евазија, сивата економија. Домашните компании ке станат неконкурентни, ке бидат принудени да отпуштат работници и ке се зголеми невработеноста како пред 2006 година. Почитувани, ние мора да апелираме на загриженост и да ги известиме граѓаните дека со ваквата антиреформска, односно индиректна реформа, ќе има сериозно зголемување на цените на продуктите за домашните потреби, ќе има зголемување, например, на цената на лебот, на прехранбената индустрија, угостителските услуги и услужните дејности, или со еден збор на среден рок ќе се случи домино ефектот во покачување на цените, односно постои многу сериозна опасност од инфлација. Зголемувањето на даноците ќе значи и сериозен удар врз приватниот сектор без разлика на домашните или странските компании. Ќе се намали интересот за инвестирање во државата и ќе паднеме на дното на листата на Doing Business. Ваквиот начин на функционирање поради намалување на инвестициите ќе го намали и извозот на странските компании, кој го опфаќа поголемиот дел од извозот на државата. Голем дел од граѓаните кои поседуваат капитал, кои благодарение на политиките на ВМРО ДПМН го вратија во Република Македонија, ќе бидат принудени повторно да го изнесат надвор од земјата. Како држава ќе станеме неатрактивни за водење бизнис, а граѓаните се повеќе ќе осиромашуваат. Граѓаните од нив не очекуваат менување на даночната политика, не очекуваат зголемување на даноците, туку очекуваат минимална плата од 16.000 денари, просечна плата од 30.000 денари, да се отворат 64.000 работни места, да изградат нови 500 километри автопат, да изградат нови електроенергетски објекти, 100.000 денари плата за докторите. Граѓаните тоа го очекуваат од СДС. Ке повторам, не очекуваат зголемување на даноците кое што го најавуваат СДС. Граѓаните од СДС очекуваат да го реализираат ветеното во периодот на предизборието. Благодарам.